Драги мои, останете на оваа фреквенција и бидете дел од уште едно издание на емисијата Наша сцена. Оваа емисија ја емитуваме еднаш во неделата, а во неа ви ги представуваме сите оние активности кај нашите естрадни уметници, кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу музика следува во продолжение. Останете со нас. Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена ќе го започнеме премиерно со новиот видеозапис на Александар Темелков за песната Ах, мори Магде. Во изминатата емисија имавте можност да погледнете како се снимаше, а во ова издание ќе уживате во прекрасната природа на Охрид и околината. Срце силно бие, сакам да те бакна, ама срам ми е. Отпуста мака, весь ден само пијам. Отпуста желба, но ке јас не спијам. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Абер ми стигна, свадба ќе правиш, венчален прстен на рака ќе ставиш. Крај тебе, Магде, нема да бидам, доволно е лице среќно да ти видам. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Солзи за тебе пролеани, утеха бара, допусти ме Ани. За тебе, Магде, срце ке жали, зошто место мене друг да те кали. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ах, мори Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Се надевам уживавте во изведбата на Александар Темелков, а ние продолжуваме понатака.
Гостинка во нашето студио изминатите денови ни беше Јелена Николова, позната како Јели, која во нашето студио се представи со неколку нејзини изведби. Кои се нејзините наредни музички планови и што има ново, ни открива во продолжение. Останете со нас. Драги мои, гостинка во нашето студио е Јелена Николова или позната како Јелена Јели. Јелена, здраво и добре ни дојде. Здраво, добро ве најдов. Како си, како се чувствуваш? Па супер. Со вакво Друштво? Да, со вакво друштво секако. Така. Ќе се осеќам добро. Така, интересно за тебе е тоа што не си чиста македонка, па затоа малце и мешаш со говорот. Ајде нешто повеќе околу твоето потекло. Па јас сум родена во Скопје, али мајка ми е родена во Босна, Така? а иначе по потекло Хрватска. Така. Па така да сум јас пола македонка, Така, пола мешано. хрватска. Така. Прв пат гостуваш тука во нашето студио. Поводот за твоето гостување се твоите песни кои ќе ги слушнеме наредно. Па ајде да им откриеме на нашите гледачи колку време се занимаваш со музика. Па од 2019. Така, релативно брзо. Што токму баш на повозрасни години да се одлучиш да се занимаваш со музика? Па судбината. Така, или ти беше животна желба, па баш тогаш се исполна. Беше животна желба од 12 годишна возраст. Така. Стално имитирав пеачки, ќе пуштав пеачка, ќе да пее и јас со чешел или со било што. Така. И играм во ритмот на музиката кога јас сум пеачката. Али таа желба веќе ја заборев, ја проли во минато, тогаш се отворија излазите. Така. И Така, и стана. никогаш не е доцна кога нешто сакаш да го оствариш, ете и го остваруваш. Така, колку песни имаш за себе? Па моментално само 4. Така, дали може да ги наброиме, ете? Па прва е Дивља мачка, Така, втора е Скупоцена лутка, трета е Као кобра змија и четврта Хајде додај газ. така, ќе имаме можност во нашето издание да ги слушниме сите. Па ајде предлагам да почнеме со Дивља мачка и се враќаме да го продолжиме нашиот разговор. Divlja mačka divljaču, ma ne igraj se baš si lud. Opasna sam kao strela, svi me zovu zalobica jela. Divlja mačka divljaču, ma ne igraj se baš si lud. Opasna sam kao strela, svi me zovu zalobica jela. Stvorena sam za pobede, niko ne može prevariti mene. Kao tigar jaka sam, iznenada napadam. Ne gledaj me uzalud, neću s tobom jer si lud. Džaba gubiš vreme, mangupe pao si kod mene. Ne gledaj me uzalud, ma neću s tobom jer si lud. Džaba gubiš vreme, mangupe pao si kod mene. Divlja mačka divljaču, divlja mačka divljaču, divlja mačka divljaču.
divlja mačka, divlja mačka, divlja šut. Divlja mačka, divlja čut, ma ne igri se, baš si lud. Ma opasna sam kao strel, svi me zovu za vodljiva jela. Divlja mačka, divlja čut, ma ne igraj se, baš si lud. Opasna sam kao strela, svi me zovu za vodljiva jela. Divlja mačka, divlja čut, ma ne igraj se, baš si lud. Opasna sam kao strela, svi me zovu za vodljiva jela. Ја слушнавме Дивља мачка, навистина преубава песна, а морам да напоменам дека сите овие песни се на српски јазик. Да. Како дојде до идеја да снимаш баш на српски? Или поради потеклото што си пола босанка, пола хрватка? Што викаат, гени се гени. Па, моје друго хоби е пишување текстови. Така. Да. Смислување романи. Така. И мислам... Така дојде до идеја? До идеја дивината на Козјак. Да. Така, планинско место. Можеш да видиш можево змиички. Така. И го имам видено Балканскиот рис. Ама тој се движеше нагоре на кај Карпите, а ние бевме во комбе со коли легите. И еден мој колега го снимаше. Ја викам, ова ти е знак за Дивља мачка, Так. дека ќе биде хит. Да. И што се вика, таа дивина малку Влијаеше токму на... Балканскиот рис со тие шари. Така. Влијаеше токму да твојата прва песна биде насловена Дивља мачка. Да, Дивља мачка. Така. Дали имате видеозапис за некој од овие песни? Немаме моментално видео спот. Спот, да. Да, имаме само настапи Така. за Скупоцина лутка и Дивља мачка. Така. Наредно која песна ќе ја слушнеме? Наредно песна ќе ја слушнеме Као кобра змија. Добро. Предлагам да ја слушнеме Као кобра змија и се враќаме повторно во нашето студио.
plešeš sa mnom ti, dok gledaš mi oči snene, moja ljubavi. U vrelom ritmu plešeš sa mnom ti, dok gledaš mi oči snene, moja ljubavi. Jer fališ mi ti, jer fališ mi ti. Za tvoje tamne oči, ljubavi moja, igra bi u arapskom ritmu cele noći ja. Za tvoje tamne oči, ljubavi moja, igra bi u arapskom ritmu cele noći ja. Ti si moja sudbina. Ја слушнавме ова прекрасна песна. Сакам да ве прашам кој се грижи за избирањето на текстот, кој е автор? Па автор и композитор е почитуваниот професор Ибро Лапунски. Така. А аранжер е Љупчо Павовски, студио Анастасија. Така. Значи соработуваш со нив, Да. таа комплет екипа се грижи, се има погрижена за сите твои 4 песни. Да, значи така како што ги замислав, така се направени Така. и мислам презадоволна сум од заработката, така да не мислам да ги менувам, продолжувам со работка со нив. Така. Да. Секоја чест. Кои се ваши наредни планови? Наредни планови, немам планови, останува тоа на судбината. Така, се спонтано. Да, се спонтано, затоа што кога планираш, не се исполнува. Точно. Да се исполнува плановите, како ја што планирав, ја бев пеачка на 19 Одамна. години. Така. Але пошто не се исполнуваат, како Бог нареди, така. Така. Што викаат, ќе живееме. Така. Каде вие поубаваете за изведба на вака, на музички дела, на песни, на композиции? Дали поубаво се осеќате во Србија, пошто таму ги имате снимано овие песни, или пак тука во Македонија? Па, мислам, задоволна сум, што викаат, свој на своето. Така. Кога си меѓу своји, што викаат, каде и да одиш, па ќе се вратиш Дома. Така. Како трета А песна? иначе, презадоволна Така. сум од исто гостопримството на продукција Сезам во Београд. Така. Многу позитивни. Мислам, се осети тоа пријателство од бивша Југа. Да, така. Да, никогаш нема да умре, што викаат никој колку и да се делат, пак Да. ќе бидат заедно душевно. Така. Како трета песна ќе ја слушнеме? Као трета песна ќе ја слушнеме Хајде додај газ. Така. Ја слушаме Хајде додај газ. Hajde dragi, upali svoj Ferrari, neka u život ove noći vozi nas. Upaljena svetla grada, traju šaroviju, kao neki light show. Hajde dodaj gas, nek tvoj Ferrari vozi nas. Ajde dodaj gas, nek tvoj Ferrari vozi nas.
priznaću ti ove noći da si mi drag. Upoljena svetla grada daju šaroviju kao neki light show. Ajde dodaj gas, nek tvoj Ferrari vozi nas. Ajde dodaj gas, nek tvoj Ferrari vozi nas. Nek tvoj Ferrari vozi nas. Ajde dodaj gas, nek tvoj Ferrari vozi nas. I dok sam u tvom autu, dok voziš 200 na sat, priznaću ti ove noći da si mi drag. Уште една од песните во низа. Како сте задоволни ви од оваа песна? Па, Скупоцена лутка е посветена на моето семејство, Така. а иначе, пошто да биде универзална, и затоа ја наменевме за љубовта, фактички. Скупоцена лутка е, мислам, јас мислам, зависи од публиката, Така. како ја прима, а иначе песната, јас сум поврзана душевно со нејзе. Така. Да. Дали можеме да кажеме дека е една од омилените ви ова? Да, најомилена ми е. Така. Ајде, предлагам да ја слушнеме, па се враќаме во нашето студио. Kao skupocena lutka, doterana sređena, a u srcu i duši tuga i nesreća. U očima mi suze, jer sve što sam volela, moja gorka sudbina sve mi je uzela. Lista što ga ja da imam, suze da mi brišu tugu iz mog srca, ne mogu da izbrišu. A ja glumim sretnu ženu u inat dušmanima, dok mi dušu i srce tuga raskida. Kao skupocena vila, doterana sređena, usamljena tužna, zauvijek ostala. U očima mi suze, jer sve što sam volela, tvoja sam bila, vjerna i ostala. Lista što ga ja da imam, suze da mi brišu tugu iz mog srca, ne mogu da izbrišu. A ja glumim sretnu ženu u inat dušmanima, dok mi dušu i srce tuga raskida. Lista što ga ja da imam, suze da mi brišu tugu iz mog srca, ne mogu da izbrišu. A ja glumim sretnu ženu u inat dušmanima,
се туга раскида. Ги слушнавме вашите 4 песни. Дали за скоро време да очекуваме нови дела? Па се надеваме. Така. За крај, дали би поздравиле некого? Што им препорачале на нашите гледачи? Голем поздрав до моите колеги од Елем, мислам од СМ, сега поново. Дека ми беа голема поддршка. Така. После фамилијата во Јордан, Саудиска Арабија и Босна, Виена и толку. Така, голем поздрав И и од сите нас. што ме знаат, мислам публиката Што ве ги поддржува. сака моите песни. Така, голем поздрав и од нас. И голем поздрав до сите нас. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте дел од мојата емисија. Се надевам дека за скоро време повторно ќе ни бидете гостин, каде ќе ги представиме вашите нови дела. Да, фала многу. Презадоволна сум од вашето гостопримство. Љубезно. Па се гледаме за скоро. Да. Драги мои, како наредни гости во нашата емисија ги имаме момците од Декапо Бенд. Кои се нивните наредни музички планови? Ни ги откриваат во следното интервју. Вечерашниот бенд во Имат Немат е Дакапо. Добро вечер, Васко, како се чувствуваш во нашето студио? За прв пат со Дакапо сте во новото студио на Импродукција. Добро вечер, поздрав до сите ваши гледачи. Се чувствуваме прекрасно, еве до сега. Си поминуваме убаво, с нови познанства со нови колеги, дружење, прекрасно. Со еден збор, прекрасно. Како ти се допаѓа новото студио на Импродукција? За прв пат сте тука. Да, за прв пат сме и се надевам дека повторно пак ќе дојдеме. Пак ќе кажам, многу убаво, многу пријатно, многу топло. Едноставно природно, како да кажам. Значи ти се допаѓа и организацијата, така? Се разбира. Да. Дакапо бенд, дали ќе има нешто ново од вас во следниот период? Познати по оние убави проекти со убави македонски песни, дали подготвувате нешто периодов? Благодарам на профалбите. Во моментот работиме на нови проекти. Наскоро треба да испадне нашата нова песна. Права. Па се надеваме дека ќе продолжиме со тоа темпо да работиме како и досега. А и во моментот работиме и на нов проект. Така да периодов го искористивме за максимално да ги вложиме сите наши сили да направиме нешто ново и се разбира добро. Веруваме дека ќе биде добро. И различно, така? Па да. Вие сте познати Дакапо бенд, сте познати по бројните свирки кои што ги имате, особено во вашиот дел, Источна Македонија ќе кажеме. Таму се вашите бројни свирки. Јас често можам да забележам на социјалните мрежи, навистина сте зафатени како поминавте ова лето. Па сега да не бидеме лажно скромни, прекрасно си поминавме ова лето. Дај Боже да продолжиме со тоа темпо, нели дека претходно ситуацијата беше таква дека не можеме да работиме. Моментално претходниот период и сега моментално е одлично. И се надеваме дека ќе продолжиме така и понатаму. Надеваме дека ќе биде уште подобро во следниот период. Веќе не е со за женскиот вокал колку што можам да забележам, Љупка Арсовска, но дали соработувате можеби со други пејачки од македонската естрада? Точно така, моментално немаме женски вокал и наредниот период го користиме да видиме како ќе одат работите. Најверојатно ќе има нов вокал. Соработката не ни е продолжена понатаму со Љупка, пак ќе кажам. Веруваме дека понатаму ќе биде исто така добро како и до сега. Ти благодарам за одвоеното време, ке те оставам заедно со твоите колеги да уживаш во оваа убава вечер и ве очекуваме повторно во студиото на Импродукција. Благодариме многу. Се гледаме повторно пак. Драги мои, се враќаме во нашето студио, продолжуваме понатака со нашата емисија. Како наредна гостинка, ја имаме младата и талентирана Јасмина Атанасова, која изминатиот период ни гостуваше во емисијата Имат Немат. Ни ги откри нејзините наредни музички планови.
Драги мои, за мене е огромна чест што до мене имам млад музички талент. Станува збор за Јасмина Атанасова. Добро вечер и добре дојде во нашето студио во Импродукција. Добро вечер, и мене ми е мило што сте толку гостопримливи. Фала ви. Како ти се допаѓа вечерашната организација и дружбата со колеги? Па прекрасно е, да кажам, чувството. Се надевам дека многу пати ќе се гледаме често овде. Што одбраза што ќе отпезда гледачите во имат немат? Па имав направено преработка на Катерино Момент, ќе имате чест да ја слушнете уште еднаш, и Јоване мора Јоване. Како што ми спомна пред интервјуто, песната е работена Катерино Моме преработка, значи заедно со работена кај Златко Миладиновски, така? Да, заедно со него решивме да направиме преработка на таа песна. Каква е соработката ете со него, со Златко, и колку време ви беше потребно за да ја подготвите онака како што треба да звучи? Па сигурно имаше 1-2 месеци, да кажеме, да бидам искрена, баравме и период кога да ја пуштиме, не само така да биде пуштена во изведба, да се слуша. Има доста убави македонски песни, но ти ја одбра ова за преработката. Зошто токму неа? Дали можеби ти е омилена песна, една од омилените, или можеби како мала си ја пеела, па сега си одлучила токму за оваа песна да направиш преработка? Искрено, песната ми е многу убава, значи имаме прекрасни народни песни, не можам да ги одвојам, сите се убави. Но гледам, јас сум човек што прати во моментот што се дешава и што е најпопуларно и што барат луѓето да слушаат. Па затоа мислев дека најубаво би било да ја снимеме Катерино Моме и да излезе како што треба и испадна перфектно. Кои беа коментарите од оние кои што веќе ја слушнаат твојата изведба? Сите кажа позитивни коментари, немаше нешто негативно. Сите ми честита и прекрасно било изведено од моја страна, и јас се чувствувам убаво кога се слушам како ја пеам. Песната е прекрасна стварно. Имаш само 18 години, значи навистина млада, а голем музички талент, како што кажав на самиот почеток. Од кога љубовта кон музиката и кон пеењето? Кога започна? Јас од многу мала сакам да пеам, значи тоа ми е сон да бидам пеачка. Па еве полека се остваруваат некои работи, почнуваат луѓето подобро да ме запознаваат и да ме слушаат. И еве сега скоро почнав со преработки и се надевам дека ќе има уште многу соработки и со Златко и со други продуценти, да кажам. И се надеваме дека почесто ќе се гледаме овде вака. И очекуваме нешто ново од тебе. Ти си на самиот почеток од твојата кариера, ми откри дека и студираш, тоест учиш се уште средно училиште, средно музичко, каде се гледаш себе си, дали во овој правец со народната музика или можеби нешто помодерно, што сакаш за себе за иднина? Но како што кажав и во претходното интервју, многу обожавам и сакам да дадам знак дека многу луѓе викаат дека ретко кој од младите луѓе слушаат народна музика и ја негуваат. Па еве јас да бидам чист пример за луѓето, да кажат еве има некој од младите кој се уште ја сака и ја слуша музика. И да му дадам поднак на другите дека треба да се негува тоа што е наше и дека треба да се изведува и да се сака. Така е, браво за очекуваме, како што кажав, нешто ново од тебе. Надевам дека ќе има уште многу преработки, но и твои авторски песни во следниот период. Ти благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Импродукција. Благодарам и на вас. Ова издание на емисијата Наша сцена ќе го завршиме со атрактивната Гордана Костовска, која изминатите денови беше дел од снимањето на музичката емисија Имат немат. Од следното интервју ќе ви откриеме кои се незините наредни музички планови. Драги мои, заедно со нас е и Гордана Костовска. Добро вечер и добре дојде во студиото на Импродукција. Добро вечер, добро ве најдов и фала ви за поканата. И си за прв пат, веќе може да кажеш дека си како домакинка на ова шоу, можеби. Да, се радувам многу на секоја покана што ќе ја добивам од вас и голема благодарност што ни давате голема поддршка за нас, ние што сме изведувачите и за нашата музика. Настапувате заедно со Да Капо Бенд, тие ги свират вашите песни во живо, што одбра за вечерва, што ќе изведеш? За
вечерва ќе пеам две македонски песни, Не можам душо не можам, и втората песна ја излезе Стара мајко, ја одбрав зашто се спомнува и Охрид во песната, па така ми беше некако символично. Ти се допаѓа организацијата, кажав дека не си за прв пат и дали мислиш дека треба нешто да се додадете во организацијата, нешто ново? Организацијата ви е прекрасна, не би имала што да додадам за нешто да се промени, вие сте си професионалци во вашата работа, знаете токму што работите и добри сте за тој пат. Благодариме за убавите зборови. Дали периодов имаш настапи, како помина летото, дали имаше доста настапи, дали си задоволна? Имав настапи, премногу сум задоволна, премногу сум среќна што конечно почнавме да настапуваме, навистина ни фалеше нас да си го работиме тоа што го сакаме пред се да го работиме. Имаме секако настапи, се надевам дека зимава ќе продолжиме со истек. Кого настапуваш сега во моментот? Во моментов настапувам со Модус Бенд од Битола и сме заедно во Император. Че вашата соработка сигурно ќе продолжи во иднина. Се надевам, се надевам. Но ти е доста интересно со тие момци, те поздрав до Модус Бенд, ќе ги поздравиме од студиото на Тим Продукција. Горде, аз ти благодарам за одвоеното време, ке те оставам да уживаш со твоите колеги, да се забавувате со убавата македонска песна. Ви благодарам уште еднаш и на вас на поканата и само да ви постакам да уживате со нашата музика вечерва. Чекор по чекор го завршуваме и ова издание на емисијата Наша сцена. Верувам успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете во Струга, на 2 локации. Јас наредна средба ќе ви закажам за 7 дена, на исто место и во исто време. Чао, чао!